Сега, ајде ние да се продолжиме со она што го нуди нашата утринска програма. Јас кажав мојата колешка Сузе, ке биде во студиото за разговор ова утро и првата наша гостинка си ја пречекавме. Добро утро, Сузе, за тебе. И добро утро за Билјана Лутеска, член на Советот на Сојузот на просветни работници. Ке се случува нешто мошне убаво, а тоа ќе биде конкурсот за избор на најдобар просветен работник. Имаме ние добри, убави просветни работници, онака како што и треба да се работи со децата и со нашата младина. Се согласувате? Точно. Но секогаш има и некои проблеми кои што треба да ги решаваме. Точно. Секогаш и се соочуваат со предизвици, разни предизвици просветните работници. Нови генерации. Да, меѓутоа тука се затоа и овие награди да се вреднува нивниот труд. Да ги мотивираме за понатаму. Сузе, повелете. Верувам, ти благодарам многу, верувам дека и оваа година ќе бидат мотивирани и ќе бидат доволно храбри да се пријават на конкурсот кој што е веќе во тек и трае само 10 работни дена, да се пријават сите оние кои што сметаат дека не само што ја одбрале вистинската професија, туку и вистински и резултати добиле назад од она што непрестано го вложуваат. Добро утро пред се и од мене. Добро утро. Билјана Лутеска, наша, би рекла, многу честа гостинка, ајде да не речам редовна гостинка, но честа на различни теми, сите го допираат убавото, креативното, образованието и сето она кое што го прави поубав нашиот живот. Овој пат говориме токму за конкурсот кој што е распишан од страна на Сојузот на просветни работници. Вие сте член, така нели? Да. Член на Советот на Сојузот. Колку членови брои овој Сојуз? Сојузот брои, Советот на Сојузот си брои 14 членови, меѓутоа целата организација брои навистина голем број на членови кои што се просветни работници и од сите нивоа на образование, како предучилишно, така основно, и од сите средно делови на Македонија. И високо образование и нормално, бидејќи е сојуз на ниво на цела држава, тие се од цела Македонија. Така. Конкурсот е веќе во тек. Конкурсот е веќе во тек, започна на 16 јуни, излезе на самата веб страна на Сојузот на просветните работници. Како и секоја година, конкурсот се објавува во јуни, а прогласувањето на оние кои што ќе добијат оваа значајна награда ќе биде во месецот септември. А затоа што она кое што ние сакаме да го поврземе и секоја година, односно да се доделува на самиот ден на 5 октомври, денот на учителот, кој што е навистина мощен значаен датум за секој просветен работник. Би сакала да кажам нешто за Сојузот, кој што е оформен 1993 година. Прв председател на Сојузот беше еминентната и ценета професор доктор Јелица Николовска, а сега во моментов председател е магистар Лидија Николовска. Меѓутоа, низ годините самиот Сојуз на просветни работници се надоградуваше и остваруваше навистина многу интересни работи кои што можат да ги поврзат, да ги организираат, заедно да ги зближат сите просветни работници. Ако оваа награда, еве пример, се доделуваше на почетокот само на еден просветен работник, сметавме дека, односно председателството тогаш го сметаше дека и треба да се направи на сите нивоа, така да сега наградата се доделува на повеќе нивоа, односно на сите нивоа на образование, предучилишно, основно оделенска, основно предметна, средно и високо образование. И по еден секако просветен работник се избира на ниво на секое ниво. Меѓутоа, Сојузот е овде исто така да организира и многу стручни конференции, каде што можат сите овие просветни работници да зборуваат на теми кои што се навистина битни и кои што се значајни за работата на секој кој што работи во образованието. Понатаму останува исто така Сојузот на просветните работници и понатаму и во иднина да ги организира сите оние значајни ликовни и литературни конкурси кои што досега ги има организирано како Сојуз, каде што учествуваат ученици, како и деца од предучилишна возраст, така и ученици од основно средно образование. А исто така останува да направиме се повеќе трибини каде што може да се зборува на темите кои што не засегнуваат нас, односно кои што се битни за развојот и растот
растот на секоја една институција, секоја образование, дали тоа е предучилишно или основно и средно, со тоа што ние би дале придонес за она што се однесува на нашата работа. Одлично. Интересира, постојат ли конкретни критериуми кои треба да се исполнуваат за да може да се аплицира? Дали е потребна одреден стаж, дали е потребно да вработувањето на неопределено време, дали се потребни награди остварени со ученици во текот на годините? Да, што се однесува до сите критериуми, тие се објавени на веб страната на Сојуз на просветни работници на Македонија, каде што можат сите да погледнат. Меѓутоа, јас себе би напоменала, како што спомена и ти, сепак, кога ќе, бидејќи си правиме ние се формира една комисија, која што ќе ги разгледа сите пристигнати документи на секој оној кој што ќе конкурира, и овде секако се зема во предвид стручноста, како и напредувањето на воспитно-образовната работа, активноста во заедницата, иновативноста во наставата, како и многу инспиративните практики кои што се внесуваат во самата настава и во работата со децата. Меѓутоа, кога ќе дојде, например, до извесен до ист број на бодови, секако ќе преовлада оној кој што претходната или во текот на минатите години веќе има добиено некој од наградите кои што се однесуваат на општинско или на градско ниво. Така да, за да може да се направи еден баланс, односно да може да се избере само еден, се водиме по тој некој критериум. Комисијата која што заседава и одбира просветните работници од секој ниво, сето тоа го презентира пред нас како председателство на Сојузот на просветните работници и го презентира будувањето, каде што ние секако го одобруваме. Значи, сите критериуми се објавени. Мислам дека сите оние кои што ова изминатата година, меѓутоа и претходните години, оставиле на вистина некој свој печат, а имаме на вистина многу такви просветни работници кои што се вложиле и се уште се вложуваат, се уште се ентузијасти, се уште се одговорни кон својата работа, може слободно да конкурираат. Конкурсот трае до крајот на оваа недела, се зима и викендот, така да ќе се почека до крајот на неделата. И се надевам дека, како и секоја година, што имаме огромен број на пристигнати пријавени апликации, мислам дека и оваа година стартно ни е успешно, така да се надевам дека на неделата ќе биде уште подобро. Се надевам дека вистински ќе се охрабрат оние кои заслужуваат да влезат во трката за најдобри просветни работници. Денешниот просветен работник во ова време во кое технологијата со брзи и крупни чекори оди напред, навистина е ставен на едни големи предизвици, особено ако и тоа го поседува во своите карактерни особени да сака да совлада уште нешто и уште повеќе да го прошири своето знаење и вештини, и навистина денот е краток за да можат да постигнат насекаде и на сите страни. Колку е стресно да се биде во кожата на еден просветен работник во ова секојдневие, каде што и во регулативите се бара од нив навистина непрестано да на некаков начин да ја покажат таа нивна вештина и стручност која со своето доквалификување ја стекнале во текот на годините. Да, нашата работа е навистина. Колку што е стресна, толку и одговорна. Меѓутоа, пак ќе речам да ние ја работиме и најплеменитата работа, а воедно и најкреативната работа. Така да секој ден нас не е различен и онака како што напомена, да, сите новитети ние брзо и први ги совладуваме, затоа што мораме да бидеме во чекор и во од со сите тие новини кои што излегуваат, затоа што децата се тие кои што сакаат да истражуваат и да учат. И ние мора да го пратиме секој чекор, се она што излегува, новите технологии и тоа како ни се добро дојдени, нормално ние ги прилагодуваме да бидат тие безбедни, сигурни и да бидат во корист на наставата која што се работи и оние теми и активности кои што ги работиме во градинките и во училиштата. Меѓутоа, пак ќе речам, изложени се, просветните работници се навистина сега се соочуваат со огромни предизвици и она што треба да се потенцира е дека треба да се врати се пред се, би рекла,
за да може и ние понатаму така успешно да се даваме во својата работа, да се врати почит и достоинството на самата професија на еден просветен работник, затоа што малку, би рекла, ајде и малку повеќе, некако како тоа да ни недостига во последно време, затоа што пак просветните работници сепак го даваат својот Тие се светлото. максимум Тие како се што го светлото давале во до сега општеството, и понатаму продолжуваат да работат со истиот ентузијазам, со истата емпатија и кон својата работа и кон децата, Без разлика. затоа што знаат дека сепак ќе остават огромен печат во својата настава, ќе остават печат во воспитно-образовната работа, меѓутоа ќе остават печат и кај децата, затоа што ние не креираме само знаења, ние креираме луѓе, ние креираме вредности, ние креираме иднина. Личности, Така да на вистина е многу важно она што и треба да се направи, затоа верувам дека и овие награди се на вистина еден голем поттик за да се врати и да се вреднува трудот на секој еден просветен работник. Тогаш можеме и ние самите просветни работници да си кажеме вреди. Еве имало смисла тоа што го работам, нека да се вреднува и Некој сето тоа го следи. Иако на крајот на секој ден верувајте дека јас истото си го правам, без разлика, јас навистина верувам дека во секоја една активност, во секоја една игра која што ја остваруваме, ете јас сум во предучилишното воспитание и образование, на крајот на денот викам вреди. Да, верувам дека е така. Колку на тема достоинството и почита на еден просветен работник се поместени нештата од 93-та наваму кога е формиран Сојузот на просветни работници? Дали да речеме имаше години, и бидејќи и јас бев тие години со повремени паузи во образованието, кога навистина достоинството на просветниот работник беше ставено на маргините, на подот, буквално. Примањата на еден просветен работник во македонски услови имаше години кога беа без коментар. Сега имам впечаток до некаде дека малку како да се придвижија работите. Точно, имаше еден период, што би рекла јас, затише исто на сите нивоа на образование, дали е од предучилишно до високо. Меѓутоа, повторно мислам дека со сите овие европски вредности, како да се враќа и достоинството и кај нас, јас сум и од 93-та еден просветен работник, така да убаво е, кога пак ќе речам, тие вредности би се вратили, тоа достоинство на просветниот работник, затоа што нас ни е значајно да ни се цени и почитува работата, ние ги креираме, сите тие мали умови, да бидат иднината на нашата држава. Јас ги имам освоено и гледав да одам така постепено на општинско ниво наградата Големата мајка на општина Газибаба, потоа на градско ниво на град Скопје, како и оваа државна награда, и навистина ми беше поттик и понатаму да продолжам. И со уште поголем ентузијазм, и со уште поголема љубов да работам со децата. Затоа верувам дека секој кој што би конкурирал, навистина ќе придонесе да се врати и тоа достоинство. Има разлика од оние години 93-та кога започнав, па до она затишје и до сега. Почнува постепено да се враќа, меѓутоа пак ќе речам дали се тоа новини кои што ете ги внесуваме. И од надвори ние ги согледуваме нештата и ние се трудиме да смениме нешто. Се надевам дека тој ќе се на повисоко и повисоко ниво, затоа што за просветните работници се уште може и многу повеќе да се направи и да биде тоа и многу подобро и да бидеме поуспешни. Верувам дека е да така. дадеме и поголеми резултати во воспитно-образовната работа. За вас просветните работници во градинките нема одмор, нема пауза, нема распуст, иако може би многумина имаат впечаток дека баш сите просветни работници летото го имаат како период за пауза, но кај вас сето тоа го нема. Како се организирате во летниот период, кога децата навистина знаат да бидат некогаш и тешки за да ги задржиш во една затворена просторија летно време? Се трудиме, значи, она време кој што е, ајде да речам, додека да изгре баш добро сонцето до 11 часот и да сме надвор во нашите дворови, имаме добри дворови кои што се убаво опремени и гледаме да сме повеќе на отворено и гледаме на децата кои што летниот период остануваат во детските градинки и во градот, да им го направиме навистина поубав и поинтересен денот, иако тоа го правиме и во текот на целата година. Меѓутоа, намален е бројот точно и на
воспитувачи кои што користат годишните одмори, меѓутоа намален е и бројот на децата. Ние се трудиме со нашите активности сепак да им го разубавиме денот, да го направиме убав за да им биде пријатно додека им престојуваат во градинката. Со тоа што и тие со нетрпение го чекаат враќањето на своите другарчиња во септември, а меѓутоа и мала оддишка сепак добро ни доаѓа на сите. Јас ќе кажам, секое дете е за во градинка. Детето е најубаво кога посетува градинка. Исто така и во училиштата, меѓутоа градинката е првите 5 кога ќе кажеме најважни на свет и навистина сметам дека е тоа така, дека е основата за градењето на растот и развојот на една личност. Така да е убаво кога посетуваат градинка, меѓутоа овој летен период убаво и мала оддишка пауза. да си дадеме мала пауза за повторните од септември и да се вратиме со нови сили. Епа на крај ќе ги охрабриме уште еднаш сите просветни работници, не само тие во градинките, туку и тие во основното, во средното, во високото образование, да не го пропуштат и овој конкурс кој што трае, рековме, до крајот на оваа седмица, заедно, вклучително со се викендот, бидејќи навистина колку и да не е пресудна, ама сепак е огромна сатисфакција да се биде испочитуван, да се биде забележан и да се биде вреднуван трудот на секој еден кој што непрестано вложува во својата едукација и во своето образование. Рековме дека да се биде наставник, да се биде професор, да се биде во образование, значи да се биде дел од општото светло во нашето постоење, бидејќи се што учиме, го учиме првично од нашите наставници, а потоа не учи животот на се останато. Среќно и оваа година многу среќа посакувам. Јас сум горда на својата професија и ајде ова нека биде година на уште поголеми вредности, на поголеми случувања што се однесува и поголеми значајни успеси на сите кои што ќе конкурираат, меѓутоа и кои што се дел од професијата, за кои што се дел од воспитно-образовниот процес и им посакувам успех на сите кои просветни работници кои ќе конкурираат. Воедно и ние го посакуваме. Исто тоа на 5 октомври ќе видиме кои ќе бидат добитниците. Така, Сузан, ми се наметна прашањето дали си посетувала градинка? Градинка не, жалам Јас што не сум имала таква прилика. Ние тие генерации некако послабо во тоа време сме Ние посетувале. сами се чувавме, ние бевме умни деца. Да, забавиште, да, некој делеве да Да. кажам нешто слично како градинка пред училиште, но жалам и јас што не сум Исто и јас. посетувала градинка и Јас убаво сум како што... посетувала. Да? Да. Тоа значи дека си имате сеќавање. Да, и навистина ми е останата градинката во едни многу прекрасни спомени и ме радува што ете јас во својата градинка во која што сум почнала, таму и работам веќе 32 години, Прекрасно. така да навистина е многу убаво. Да сте ни живи и здрави, бидете љубени. Благодарам. И секако и од дечињата интересно е тоа што го гледам Ви на благодарам. вашите гради. Да, мощна интересна изработка, дали може би вие ја... Не. Не? Да. Не. Ама таа веќе ги има идеите, сигурно Со оглед на скоцкано тоа и знам дека правите очекувано, нели да. ракотворби. Да. Како што кажавме во повеќе наврати може да ни бидете тука гостинка и како Така. член од хорот Фрида. Да. Така. Благодарам и јас.